Игор Атанасовски Харе е македонски гитарист, пејач, композитор и музички уметник кој својата уметничка автентичност ја гради низ блузот и рок музиката. Познат по својата посветеност на жива музика и оригинални композиции. Харе со години наназад е активен на македонската музичка сцена, каде настапува како соло артист, но и како дел од различни проекти. Најпознато негово партнерство со Игор Џамбазов. Харе го негува блузот, не само како жанр, туку како начин на живот. Во неколку интервјуа изјавил дека за него музиката е начин на комуникација со светот, нешто што ја носи вистината, страста и искреноста. Смета дека кичот и површниот комерцијален звук ја уништуваат музичката душа, па затоа се труди секогаш да настапува во живо, без плейбек или манипулации. Харе истакнува дека е длабоко инспириран од поезијата и убавината на македонскиот јазик. Еден убаво напишан стих знае да ме нахрани и да ме направи среќен, изјави тој, додавајќи дека поезијата и музиката за него се неразделни. Во време кога македонската музичка сцена се повеќе се соочува со предизвикот на кичот, турбофолкот и плейбек настапите, дуото Игор Џамбазов и Игор Атанасовски Харе се издвојува како еден автентичен глас на отпорот. Познати како блуз легенди, овие двајца уметници не само што настапуваат исклучиво во живо, туку и отворено се спротивставуваат на трендовите кои ја потиснуваат уметничката вредност во музиката. За Харе блузот е животна филозофија и емоционално прибежиште. Тој во музиката бара искреност и оригиналност, а во секоја песна гледа скапоцено што треба да се чува и сподели со публиката. Харе негува и длабока врска со македонската фолклорна музика, која ја гледа како извор на автентична емоција. Не може да се замисли сцената без Игор Џамбазов и Гуру Харе во комбинација. Двајцата неодамна го објавија својот албум, Првите 30. Албум кој нуди шареноликост, преку кој Игор и Харе сакаат слушателите да видат и слушнат дека тие не се само блузери, бидејќи блузот не е професија, туку е убедување. Харе често вели дека еден убаво напишан стих знае да го нахрани повеќе од било што друго, а музиката за него е живот и љубов. Ова дуо не само што нуди музика, туку и порака, повеќе за културно будење и враќање кон уметничкиот интегритет. Вечерва со уште еден концерт на домашна адреса ги наполнија срцата на скопјани и испратија порака преку музиката. Веќе влечете долгогодишна традиција со Игор? 30 години минатата година прославивме со албумот Првите 30, што значи дека ќе има и втори, веќе ги почнавме вторите 30 заедно. Така. И некако е незамисливо да се види само Игор на сцената, нели секогаш одите во комплет. Дали се сеќавате на вашиот прв настап? Мене ми текнува на првата песна која напишавме заедно. Таа е песна што до ден денес со задоволство ја изведуваме, ќе отсвириме и вечерва, се вика Да си жив и здрав. Некако спонтано кај него дома настана, јас ја направив музиката, тој текстот. И во еден момент свативме дека многу добро можеме да соработуваме и после тоа почна едноставно песна по песна да се редат. Првиот настап искрено не ми текнува каде беше, бидејќи е многу одамна. Има ли нешто конкретно што ве врзува за да ја одржите соработката сиве овие 30 години? Апсолутно. Како прво Игор го сакам и го почитувам бидејќи еден од последните Дон Кихот и луѓе што безрезервно се дава и после толку години на сцена е безкомпромисен, значи нема кај него калкулација ке се штедам или ова, се дава 100%, тако сум и јас и мислам дека тоа не поврза и до ден денес уживаме да го правиме ова заеднички што го правиме. Така. Од каде најчесто, ќе го прашам истото прашање Игор, меѓутоа и вас да ве прашам, од каде најчесто ја црпите инспирацијата или која ве била иницијалната иницијатива за да го отпочнете се ова и да се занимавате и да музицирате, нели и да го следите блузот? Па ете, блузот сам во суштина е една музика која можеби не е комплицирана хармонски и е музика која е искрена, директна и ги одразува вистинските чувства, а честопати ги коментира состојбите околу нас. Така да тоа е некоја водилка која ќе ги заслушате песните или се интимни за чувствата што ги имаме, или па коментираме некоја одредена ситуација во општеството, во државава, во светот. Тоа не крепи до ден денес, едноставно директноста и искреноста према публиката и публиката тоа го препознава и го цени. Имате ли некој заеднички умилен блуз артисти двајцата или сте поделени?
Па види, и блуз и рок ги сакаме заедно многу. Pink Floyd, например, Deep Purple ги сакаме, Джон Ли Хукер, Muddy Waters од блуз артистите, B.B. King го обожуваме, Ерик Клептон. Кој е оној што ги држи конците за да опстои, за да сте на сцена цело време и за да креирате и за да музицирате, кој тој што ги држи, што ги потегнува конците цело време? Па види, не може да се каже така, некако работите ни се поделени, јас сум оној што го води бендот, значи што се грижи околу музичкиот дел да биде се во ред, се на место, знаеш. Кога создаваме заедно, тоа се моменти кои ја и он се осамуваме, се дружиме и обично излегуваат песни. А инаку вака ни се поделени работите, јас се грижам, значи затоа е Гуру Харе бенд. Се трудам секогаш да бидеме на време, исполнителни, да звучиме добро, да направиме добра проба. Игор е задолжен пак за таа комуникација со публиката да биде безпрекорна. Така да некако сме си направиле една врска досега и воопшто не гледаме кој до каде и кој од каде. Едноставно не пипаме нешто што функционира добро. Така. После сиве овие години, како би го карактеризирале Игор како човек? Што би кажале за него, без негово присуство? Па и во негово и без негово, можам само да кажам дека ми е жал што не гледам на повидок некој нов Игор Џамбазов. Тоа е последен од оние, јас што ги викам, артисти од стариот ков, што пред малку ви кажав, луѓе што го живеат, она што го гледате на сцена, тоа е он приватно. Нема еден Игор дома, еден Игор вама, еден Игор тамо. Тоа е Игор Џамбазов. И мислам дека со тоа ме освои и затоа го сакам, го почитувам и затоа работам со него толку години. Ви благодарам многу. Благодарам, поздрав до гледачите на Хајп телевизија.